следната седница која се однесува значи на темата на пристапување на земјите од Југоисточна Европа во Европската унија, можности и пречки за Македонија и регионот. Имено, говорејќи за овие процеси, а кои се однесуваат пред се на Република Македонија, убаво е да се подсетиме на датумите кои се значени за Република Македонија. Се однесуваат на минатото. Нема на минатото од 2300 години или на минатото кога имаше голема преслуга на народите, него минатото кој се однесуваше на минатата декада. Имено, уште 2001 година, на 12 април, Република Македонија ја ратификува спогодбата за асоциација и стабилизација со земјите од Европската унија. Во 2003 европските земји на самитот во Солун, нашиот јужен сосед, јуни месец, ја потврдија силната заложба за интеграција на земјите од Југоисточна Европа во Европската унија. Имајќи ги пред сите овие политички текови во Европската унија, нашата земја периодот од 2004 и 2005 година го искористи за давање на барањето за членство, добивањето на прашалникот и одговорот на прашалникот. Сето тоа финишира со добивањето на статутот кандидат на 9 ноември 2009 година. Од тогаш наваму, Република Македонија чека само извештај од Европската унија во октомври месец. Ваквата статус-кво состојба продолжува и натаму. Но либералната партија, како сериозен политички субјект во Република Македонија, односно нејзинет почесен председател господин Стојан Андов, ја увидува неопходната потреба за надминување на ваквата состојба на хибернација и предложија состојби за надминување. Затоа ја подготвија стратегијата за надминување за разликите со името помеѓу Република Грција и Република Македонија, а се однесува и таа ја беше доставена до Собранието на Република Македонија. Власта, која се уште владе во Република Македонија, на почеток ја прифати ова свала. Но пред гласањето во Собранието на Република Македонија дојде до одреден инцидент и таа никогаш не беше ставена за гласање. Самата стратегија никогаш не се изгласа, иако постоеше широк политички консензус меѓу сите парламентарни партии во Република Македонија. За таа состојба, која сега се уште ја осеќаме во нашето политичко делување, денес ќе дебатираат господин Стојан Андов, поранешен председател на Собранието на Република Македонија и почесен председател на Либерална партија, господинот Трифун Костовски, поранешен пратеник, поранешен градоначалник на град Скопје, ни доаѓа од Советот за глобална соработка, и господин Аспарух Панов од Република Бугарија, фондацијата Фридрих Науман, регионална канцеларија Софија. Повелете, господин Андов, изнесете нашите измислења. Благодарам. Добро, многу работи беа кажани веќе. Овде и јас ќе го променам концептот на моето излагање. Ќе минам директно на спорот со Грција. Сите работи, мислам, во Македонија и невладините организации, и медиумите, и застојот во правосудството, и во областта на администрацијата, што дури има и враќање назад, така натаму. И ако ние спроведуваме реформи, нас резултатите ни се чудни многу, заради хомогенизацијата што во Македонија настапува во спорот со името и обезбедува на Младежката партија врховна команда да не се осврне ниту на едно друго прашање, сите мора да бидат подготвени, сите мора да се подребат таа концепција нејзината и така натаму. А што е нејзината концепција сега започнува по ова прашање? Прашањето на спорот со Грција, што го имаме овде.
Грција како членка на ЕУ успеа и го спречи нашето меѓународно признавање во ЕУ да се оствари заедно со она на Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Нешто подоцна беше во таа година. Во јуни 1992 година таа издействува во декларацијата на Европската заедница тогаш за состојбите во земјите од поранешна Југославија да влезе услов нашата земја во името да го нема зборот Македонија или придавка од него. Таа Лисабонска декларација беше надмината во Европската унија на самитот, се виде дека не може така. Самитот на земјите членки на Европската заедница во декември 1992 година во Единбург, со што решавањето на споровите со Грција, името и други кои има, доколку постоа, нашето меѓународно признавање да се префрли од Европската заедница како регионална институција, тука што беше надлежна за дисолуцијата на Југославија, да се префрли директно во ООН, во Обединетите нации. Во почетокот на април 1993 година, по иницијатива на Советот на министри на Европската заедница, дојде предлогот на Шпанија како непостојан член на Советот за безбедност, донесена е резолуцијата 817 на Советот за безбедност со препорака на Генералното собрание на ООН, нашата земја, да биде примена во ООН со обврска во комуникациите со неа во ООН и нејзините афилијации да и се обраќаат со референцата поранешна Југославска република Македонија. Тогаш во Советот за безбедност постоеше убедување дека разликите околу името и овој цел спор ќе бидат совладани за неколку месеци, но тоа не се остави. Навистина Сајус Свенси и Дейвид Овен вредно работеа на решавање на спорот, но нивните наводи и идеи не доведоа до успех, до завршување на спорот. Резолуцијата на Советот за безбедност 845 ги содржи бројните разлики меѓу страните во спорот, кои медиаторите не можеа да ги совладаат во тој момент. Исто така, во извештајот на генералниот секретар содржани се и сите напори што се направи од страна на медиатор. Како последица на тоа, после паѓањето на владата на Мицотаки со септември 1993 година, новата влада на Андреас Папандреу, татко на сегашниот премиер Георгис Папандреу, воведе економска блокада на нашата земја со цел да изнуди да се промени името, да нема зборот Македонија. Таа блокада траеше речиси 2 години. Укината е современата спогодба во 1995 година, со која Грција ја призна дипломатски нашата земја и стана возможно да се воспостават дипломатски односи. Од тогаш започна брз развој на економската соработка меѓу Република Македонија и Република Грција, а се обезбеди потполно слободно движење на луѓето и премини преку границите. Исто така, во тековните односи се одржуваат консултации меѓу двете министерства на външни работи и во меѓународните организации се остваруваат контакти и соработка меѓу двете земји. Само да ви кажам дека во расправите за кандидатурата на Македонија ние имавме силна подршка и од Грција во Советот на министри. Значи, после времената состојбата комплетно се измени и се создадоа многу зрели, добри услови да можеме ние да ги уредиме односите со Грција и
користам овде да ви кажам дека моје длабоко убедување еве да не е ЕУ, да не постои ЕУ. Сега мотив е ЕУ постои и натопа да влеземе таму. Да не е ЕУ и да не постои. Ако Македонија како држава, Република Македонија постои, треба што побрзо и без тоа да си го реши спорот со соседите. Пред се со Грција, а исто така и со другите. Надвор од ЕУ и надвор од НАТО е многу потешко да можеме да ги регулираме ние овие прашања и да издржиме понатаму, отколку ако успееме да ги решиме сега на таков начин на кој ќе ни биде возможно да влеземе во Европското уније. Во тој смисла, временната спогодба е крупен исчекор напред во односите кој ги реализира, кој ги релаксира безбедносните и односи состојби овде исто така и стабилноста на регионот, на јужниот регион од Крајност, а пред себе Македонија. Решавањето на спорот меѓу Република Македонија и Република Грција е во согласност со широкиот процес на општо помирување меѓу бројните народи и држави во Европа по изминувањето на историскиот период на меѓусебните недоразбирања и конфликти, па и крвави војни. Тој процес поставува нов систем на вредности, кој отвораат сигурни перспективи за безбедност, стабилност и непречен развој за сите. За жал, последни продуктивни преговори и обиди за решавање на спорот со Грција, кои резултира со валиден документ, беа преговорите за времената спогодба во август и септември 1995 година. Со усвојувањето на овој документ, подпишан од министрите за надворешни работи на двете земји, тоа е единствен документ подпишан од министрите за надворешни работи на двете земји, и од специјалниот пратеник на генералниот секретар на Обединетите нации Сайрус Венс, решени се двете најсериозни забелешки што Грција од почетокот на спорот ги поставуваше. Решен е приговорот што Грција го има, го поставуваше за формулацијата во нашиот устав која се однесува на границите. А исто така, решен е и вториот приговор со обични зборови објаснет за мешање во внатрешните работи на Грција од страна на нашата земја преку водење на непријателска пропаганда. Двете овие решенија се постигнати преку обострано прифатени текстови на свечените изјави што ги даде нашата страна за толкувањето на уставните формулации од двете прашања, од двете овие прашања и за неможноста за нивно поинакво интерпретирање и применување. На тој начин, отстранета е било каква потреба за интервенција во нашиот устав и останува да се усогласи само името кое трајно ќе се употребува наместо сегашната привремена референција. Трајното име ќе се употребува во опсег во кој сега се употребува референција. Затоа приказките за идентитет, признавање на јазик, на нација и ово се надвор од умот и надвор од овој спор, тој никогаш не биле предмет на разговори и на расправа. Тие се пропагандистички мотиви сега активирани за да може да се уплашат тоа што се ќе изгубат ако се прифати решение, за да одбијат било какво решение. Применувањето на времената спогодба требаше да биде следено од двете договорни страни и од специјалниот представник на ООН. Да се пријавуваат и да се отстрануваат можните приговори од едната и од другата страна во неизиното споразумение. На тој начин ќе се градеше и ќе се затврстуваше довербата меѓу двете страни, ќе јакнеше нивната меѓусебна почит,
и свеста за потребата од воспоставување меѓусебни сојузнички односи. Но тоа не се правеше, што е уште полошно, иако во член 5 од времето спогодба постои обврска на двете страни да продолжат со преговорите. Од тогаш до денес немало вистински преговори. Очигледно двете страни се раководеле од тезата дека времето работи за секоја од нив, а против другата. Како течеше времето, се покажа дека оваа теза е неодржива и им создава големи проблеми на обете страни, но и на регионот и на процесот на проширување и на НАТО и на ЕУ. Избегнувањето на суштински преговори без вистинска намера да се реши овој спор и без негово временско ограничување на Грција и нанесува сериозни удари за нејзината прокламирана улога во проширувањето на ЕУ, со земјите од Западен Балкан, а неплодното исчекување и долгогодишното нерешавање на овој спор на Република Македонија и представува непремослива пречка за нејзиното приклучување кон евроатлантските интеграции. Одлагањето на решавањето на овој спор дава можност тој да биде искористуван од националистичките кругови во двете земји во внатрешните политички борби. Тоа има повратно дејство на влошувањето на атмосферата во двете соседни земји и ги усложнува можностите за решавање на спор. Така еден на прв поглед ирационален спор прераснува во болно место не само во односите меѓу двете земји, туку и во вкупната атмосфера во регионот, а представува предизвик и за способностите на НАТО и ЕУ во целина да ја остварат својата прокламирана политика на проширување. Како денес стојат работите, нема услови за напредок во решавањето на овој спор. Тој ги труе односите меѓу двете земји